името на вашата катедра е балетска Педагогија. педагогија. Така. Но има и насока за изучување на Тоа се два профила кои се едуцираат на катедрата за балетска педагогија. Балетска педагогија за класичен балет, така. која е основа на, да речем, на сите театри, бидејќи класичниот балет има неколку вековна традиција, и насока за современ танц, нешто што е сосема ново, би рекле. Се појавува во тек на 20-тиот век, се развива и е се по експанзивна дисциплина. Така, така. Која е улогата на танцот во едно општество, да речеме? Како еден балет, на пример, кој се изведува во Европа, доаѓа и во Скопје? За улогата на танцот и општеството, односно за релациите на танцот и општеството, мислам дека би требало да ме повикате одделно и цела емисија да си направиме, бидејќи колку ние да не е воочливо. Танцот и општеството се во една тесна интеракција. Јас можам да ви дадам неколку примери. Еден од најекстравагантните, би рекла, е примерот за кралот Луј 14. Сите го знаеме како крал Сонце. Така. Тој својот надимак го добил именно заради тоа што танцувал во една балетска представа и ја играл улогата на Сонцето. Значи, гледајте како еден монарх го користи моментот на учество од чиста разонода негова во една балетска представа и тоа му го трасира патот. Од друга страна, танцот е регулатор на сите општествени ломови и едноставно кризи, да речем. Така. Така што доколку не зборуваме сега за оние уметнички форми на танц, зборуваме за танцот социјален танц, така. Зборуваме за оние форми во кои младите денеска се пронаоѓаат. Така што можеби не е толку видливо, меѓутоа интеракцијата и како постои и се заемно поврзани. Од друга страна ме прашавте како еден класичен балет, да речеме, например, вчера имавме премиера на Заспаната убавица, едно дело кое е дел од железниот репертоар и кој ние сме среќни што го добивме на оваа сцена. Тоа се случува по пат на трансмисија на кореографскиот текст кој се пренесува идентично во формата во која бил поставен кон крајот на 19-тиот век. Така. Значи, практично јас танцот го гледам како сите тие ноти во петолинијата во една композиција, па потоа кога тоа се изведува, да речеме, звучно, како тие бранови во воздухот што се да се манифестираат во една физичка форма. Апсолутно. Олја, ти се занимаваш со танц уште од рана возраст или подоцна почна да се занимаваш со танц? Јас се занимавам со танц повеќе од половина од мојот живот, значи веќе 16 години, од 5 годишна возраст. Меѓутоа тоа не е нешто ново за танчар, за балетски играч конкретно, бидејќи нашето образование почнува уште од најмладите возрасти и години. Најпрво започнав во приватно студио, па после се дообразува во нижото балетско училиште, потоа и во средното, нели, па последователно си дојде и факултетот насоката што ја одбрав, сакам да се дообразувам. Така. Може ли некој, да речеме, да воопшто да не танцувал никогаш или да немал допир со балетот и со танцот и да одлучи, например, оваа пролет или ова лето, дека сака да пристапи на приемните испити на катедрата за балетска педагогија? Возможно ли е да ги пројде? Во однос на пристапување на нашата катедра, нашата катедра се бави со балетска педагогија, со танцова педагогија. Тоест, едуцираме профил кој ќе застане на позицијата педагог, учител, кој понатаму ќе го пренесува своето знаење. Има една во однос на пристапувањето насоката за современ танц не е потребна предзнаење. Така. Си постојат параметри кои треба
да се подготват, програма која треба да се подготви и потоа се пристапува кон полагање на аудиција. Доколку студентот е подготвен, идниот студент, тогаш без никаков проблем продолжува. Во однос на класичниот балет малку е посложена целата ситуација, од причина што класичниот балет има вокабулар, односно елементи кои мора однапред да се знаат и граматика, односно начин на кој се изведуваат тие елементи. Некој што никогаш немал допирна точка со класичниот балет не може да биде педагог и да го обликува тоа танцово тело и да го води ученикот низ сите степени на едукација. Така да постои некаква разлика помеѓу класичниот смер и современиот танц. Так. Вие сте и воедно и продекан за настава. Кои се предизвиците да се организираат сите тие променливи? На катедрата за клавишни инструменти имаме и менторски пристап, имаме и, да речеме, и неконвенционални дипломирања кои не се, да речеме, не се застапени на другите факултети, нели дипломирање, тоа е практично концерт. Дипломскиот труд е практично еден концерт. Кои се предизвиците, како се снаоѓаат при организирање на наставата, сакам да кажам? Морам да кажам дека факултетот за музичка уметност има мощне комплексен начин на функционирање и во однос на организирање на самата настава. Постои групна, колективна и индивидуална, нешто што на другите факултети го нема. Меѓутоа, кога вие ќе влезете со сиот свој жар и знаење, сето тоа сите предизвици се едноставно се одговара. Така. Влегувате во костец со проблемите кои се убави. Мислам, кога се работи за уметност, секогаш предизвикот е поголем. Така што функционираме апсолутно добро. Јас на оваа позиција дојдов од октомври. И мислам дека без никаков проблем го наследив од претходниот колега и продолживме да ја надоградуваме и надополнуваме самата програма. Освен тоа, јас сум задолжена и за организирање на делот наука. Така. Во тој дел веќе еден од студентите ги спомена оние отворени предавања кои ги одржуваме секоја среда, традиционално во 18 часот. Сите може да дојдат и да ги отслушаат. Тоа се секоја среда? Секоја среда, да. Во 18 часот. Секоја недела, секоја среда. Секоја недела, секоја среда. Можне сме активни. Тоа се предавачи кои се професори на нашиот факултет, меѓутоа и поканети еминентни уметници, научници кои покриваат одредена сфера, така што се тематски поставени од областа на музиката, педагогијата, популарната музика, танцот. И представуваат на некој начин запознавање со идните студенти за она што ќе го изучуваат, представуваат место каде што љубителите на музиката и на танцот можат да отслушаат некое едукативно предавање и да постават прашања, да отворат некои дилеми, така што ова функционира веќе, мислам, многу со некаква динамика која е зацртана. Освен тоа, во декември имавме веќе симпозиум одржан во чест на нашиот патронат. Се навестува, еве јас ќе најавам фестивал за современ и класичен балет со алумни од нашиот факултет, кои се веќе реномирани во светски рамки. Така што се работи во секој случај и наша цел е подобрување на наставниот процес, едноставно достигнување на нивото на европските центри, меѓутоа нудење на една автентична формула која ќе функционира во нашиот општествен контекст. Так.
Кај вас на оваа катедра постои ли тој менторски пристап? Дали си заедно со еден ментор и под еден ментор од почетокот до крајот на студиите или е различен пристапот? Па различен пристап зависи од кој предмет. Така. Методика на класичен балет ни е најважниот предмет што го изучуваме нели за понатака. Професорката Сонја ни го држи тој предмет и навистина сите мислам да ги прашаме, се многу задоволни. Бидејќи многу дополниме и професорката Александра Мјалкова која предава на други години, значи распределени се по години и многу детално и темелно навлегуваме во тоа, бидејќи балетот не е само движење, не се само чекори. Тоа е една цела наука за која што мора да имаме ние познавање, како што кажав, се занимаваме со тоа уште од најрана возраст. Значи балетот е, можам да кажам, начин на живот. Се дише, се чекори, се буквално се живее. Да. Имаш ли ти можност кога одлучуваше каде да се запишеш, можеби да отидеш на друг некој факултет кој ја нуди истата насока или ФМУ беше единствен? ФМУ беше единствен, дефинитивно. Зошто го избра ФМУ? Од секогаш знаев точно што сакам да правам со мојот живот и понатака во однос на професијата. Нели средното балетско училиште, државното се образуваме како танчари. Меѓутоа јас знаев дека има некоја црта во мене што сакам да се дообразувам, сакам да бидам професор, конкретно за класичен балет. И тука немаше прашање дали ќе биде некој друг факултет или конкретно ќе си продолжам со танцот. Така. Значи ти се гледаш себе си уиднина како педагог. Точно така. Беше поинаку, морам да признам, кога се запишавме на факултетот, бидејќи сега се наоѓаме на другата страна, каде што се дообразуваме да бидеме професори. Значи сега гледаме страната како да станеме успешни во тоа за изведување на успешни кадри на танчари. Бидејќи во нашиот смер не се доволни само многу часови вежбање, туку професорот има многу важна улога во за иднината на танчарот. Так. Прекрасно, да, тоа е како педагошки факултет само нормално со музичка насока. Тешко ли беше да се влезе на ФМУ? За мене не, имав трема. Меѓутоа имав и некоја самодоверба што мислев дека со мојот труд ќе постигнам и добри резултати да добијам и понатака веќе сум втора година, цело време да пробувам самата себе си да се надоградувам и со сама себе да се надпреварувам. Што би им порачале двете на средношколци можеби или на основци кои се занимаваат со танц? Кој е за на ФМУ? Односно, што би им порачале, како би ги охрабриле за да пристапат на приемните испити? Што би ги советувале? Пред се мора да направиме една дистинкција. Постојат повеќе типови на едукација. Формална се оние студија каде што учениците одат да го обликуваат својот талент и да ги задоволат потребите. Меѓутоа, едукацијата професионална започнува во нижото и средното балетско училиште, единствено во државата. Тоа се наоѓа во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, со кој факултетот ја дели зградата, меѓутоа имаме и многу тесна соработка. Така што сите оние кои сакаат професионално да се бават со оваа професија, независно дали како играчи или еве како идни педагози,
би требало да поминат низ професионална едукација, бидејќи тоа им представува некаков тенор. Дури и за современиот танц, кога зборувам. Ова е професија која нуди можности за вработување, која едноставно не е така затворена. Не се само педагози, тука е работа во училишта, во градинки, во неформално образование, во државното училиште, во театарот на позиции репетитори и така натаму. Значи цел спектар на можни позиции од каде што може да се кон кој може да се пристапи со дипломата која имам. Да не зборуваме дека не го доправме теорискиот аспект, кој е исто така многу важен и кој оваа диплома ги подготвува да бидат идни истражувачи. Значи во институтите за театрологија, на позициите критичари, можеби во дневните весници, така што мислам можностите се големи. Професијата е, како што кажа и колегите предходно, секој од нас со неверојатна љубов пристапува кон оваа професија, значи да го споите убавото, корисното и да го сакате она што го работите, мислам е джекпот во денешни услови, така што сите оние кои се заинтересирани нека се информираат како течат приемните испити и нека дојдат, вратите им се отворени. Добре дојдени се. Олја, за идните студентки, студенти? Дефинитивно се согласувам со мојата професорка. Мислам дека нема во никој случај да сгрешат и мислам дека треба да го продолжат понатака образованието. Точно е, навистина, многу теориски исто така навлегуваме во сферата на танцот. Така што мислам дека секој ќе се пронајде веќе балетски играч што завршува средно образование. Мислам дека ќе се пронајде на факултетот и мислам дека исто така ќе имаат прекрасно искуство со предметите кои што ги слушаме нели во текот на годините. Ви благодарам и на двете. Благодариме.